сме подготвени? Спремни? Можеме? Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, еве денеска направивме посета на секторот за внатрешни работи Битола и полициската станица во Прилеп. Редовна работна средба на која што разговаравме за безбедносната состојба во Битола, во Прилеп и воопшто на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Битола. Затоа што сме сега во еден многу важен и сензитивен момент предизборен, основна задача е да имаме мирен предизборен период, изборен ден и постизборен период, за да можат и граѓаните на Република Македонија да донесат слободно одлука за денот на изборите. И тоа е многу важна работа и тоа беа првичните разговори и насоки кои што им ги дадов на раководителите на секторот за внатрешни работи во Битола. Значи, сите тие треба да постапуваат крајно професионално, во интерес на граѓаните, политиката да ја остават на политичарите и истакнав дека најстрого ќе бидат казнети секој еден полицаец кој што ќе учествува во предизборна кампања на било која од политичките партии. Имаме веќе такви случаи во Струга и на уште неколку места за кои што преземаме сериозни и одлучни мерки и така ќе биде до крајот на завршувањето на изборите. Полицијата мора да биде сервис на граѓаните, не на политичарите и на политичките партии. Ме информира за случувањата, за состојбите кои што се на безбедносен план. Состојбата може да се оцени како стабилна и мирна, без индици дека може да има нарушувања, меѓутоа мораме да бидеме будни во целиот овој период, не само во изборниот, туку и постизборниот период, заради тоа што сепак постојат секогаш предизвици и ризици во однос на зачувувањето на јавниот ред и мир и безбедноста на подрачјето на сектор за внатрешни работи. Карактеристичен настан е случувањето во Прилеп, каде што е пријавен случај на примање на, односно давање на подкуп. Веќе има пријавено таков случај од двајца граѓани на Прилеп, дека е понудено од политичката партија ВМРО-ДПМН да се даде соодветна сума на подкуп во однос на изборите. Направена е кривична пријава против еден сторител, известен јавниот обвинител, земени се изјавите на записник и понатаму се преземаат мерки за разоткривање на целиот овој случај. Навистина недозволиво е да се случуваат вакви работи. Апелирам до политичките партии да кампањите ги водат на ниво на програми и на концепти, не на ваква злоупотреба која што се прави во изборниот процес, а доколку тоа се случува, ќе има енергична реакција на Министерството за внатрешни работи, посебно на овој дел. Апелирам до граѓаните на сите населени места, на Република Македонија генерално, на подрачјето на СВР Битола, доколку забележат било каков случај ваков на злоупотреба од било кој политички субјект, веднаш да го пријават во полициската станица, да соработуваат со Министерството за внатрешни работи, доколку се случува притисок од било кој државен орган или притисок од било кој раководител, раководителите на центрите за социјални работи, раководителите на подрачните единици на земјоделие, заради тоа што такви појави се случувале на подрачјето, има индиции за случувања и сега на подрачјето на СВР Битола, веднаш да известат и да интервенираат, за да може секторот за внатрешни работи Битола да преземе соодветни мерки. Тоа е најважно, да направиме да имаме фер и мирни, односно кредибилни избори, а воедно и зачувањето на безбедносната состојба на едно ниво, кое што треба да има и генерално во Република Македонија. Благодарам. Дали полицијата има сознание за подкуп на гласачи на кои се возложува незаконска сеча? Значи, се работи врз основа на сите информации кои што ги доставуваат до Министерство за внатрешни работи. Имаме такви случаи забелешки кои што се даваат, посебно на подрачјето на Демир Хисар. Тоа се работи во дадениот момент и доколку се утврди, доколку се приберат сите докази, ќе бидат преземени најсоодветни мерки. За министре, за нас се работи Сдруженијето од Битола еколошко, сигурно сте слушнале. Најавуваат за четврток, петок и сабота блокада од 15 до 17 часот на регионалниот пат Битола, Новаци, Битола,
ради тие еколошки причини. Секторот за внатрешни работи дали ќе им го дозволи тоа или евентуално може да има некакви проблеми во таа смисла? Секторот за внатрешни работи мора да постапува врз основа на закон, а законот е јасен и прецизен каде и на кој начин може да се изразува протест на граѓаните. Протестот на граѓаните е демократско право и ако сакаме Македонија да ја дефинираме како демократска држава, ниту едно право за протест не смее да биде ограничено на никого, а постојат законски норми врз основа на кои што ќе постапува полиција. И не разбравме са патот ќе се дозволи да биде блокиран или не, тоа ме интересира. Така како што е пропишано во законот, така ќе постапува македонската полиција. Благодарам.